Добар ден. Македонија секојдневно ја плаќа цената на неспособната и расипничка влада на СДСМ. Преговорите за членство во Европската Унија не почнуваат и не може да почнат се додека фирми донатори на СДСМ добиваат стотици илјади евра преку сомнителни набавки, органите на прогонот се плашат да спроведуваат истраги, судовите го ослободуваат Зоран Заев од очигледна и одговорност за корупција. Администрацијата се полни со некомпетентни партиски кадри. Тоа е тажната и разочарувачка вистина која ја гледаат граѓаните на Република Македонија. Тоа се, за жал, и во голема мера забелешките од Европската Унија. Обидот да се тргува со највисоките национални и државни интереси и да се покрие катастрофата со прифаќањето на капитулантскиот договор со кој што се брише името Република Македонија, завршува со големо национално понижување и уште една загубена година за животот на граѓаните на Република Македонија со власта предводена од Зоран Заев. Македонија е жртва на неодговорните политики на СДСМ како на домашен, така и на меѓународен план. Економијата тоне, уставниот поредок е поткопан, правната држава е деградирана. Тоа го нотира и Европската Унија со последната одлука да не даде датум за почеток на преговорите. Европската Унија ни покажа дека понижувањето кој ни го приреди СДСМ не наводи никаде. Потребни се суштински реформи. Европската Унија ни стави до знаење дека не може држава која е под власта на Зоран Заев и паѓа за 17 места на индексот на корупцијата и е најкорумпирана држава на тлото на Европа да отпочне со преговори. Европската Унија ни порачува дека не може држава со корумпирано судство, кој ослободува човек од обвинение за кое постојат видеозаписи како бара мито, само затоа што неговото име е Зоран Заев, да отпочне преговори. Европската Унија ни даде до знаење дека држава во која се местат тендерските спецификации на огласи распишани од државни институции, за на нив да може да се пријави однапред позната фирма, блиска до власта, нема и не може да отпочне преговори. Зоран Заев потроши повеќе од една година од животот на граѓаните на Република Македонија, а за жал не направи ништо добро за нив. Европската Унија јасно кажува дека не промената на името, туку вистинските реформи се тие кои ще се потребни на Македонија. А позитивни реформи нема. Видовме дека планот 369, со кој се фалеа Заев и Димитров, е само обид за замајување на домашната и меѓународната јавност и едно големо промашување. Зоран Заев не направи ништо за подобрување на животот на граѓаните. Но затоа, како што некогаш кажуваше, ја свитка кичмата и се согласи за бришење на името Македонија, за промена на уставот со цел промена на уставното име, за промена и широко толкување на идентитетот, за фуснота за македонскиот јазик и редица други отстапувања. Со тоа негово виткање на кичмата, на македонците им ги зави срцата во јад. Зоран Заев трајно ги наруши позициите на Република Македонија. Државата е понижена и ќе бидат потребни долги години работа за враќање на нејзиниот углед на меѓународен план. За се ова, за велепредавството, за нарушувањето на суверенитетот на државата, но и за сите криминални дејанија кои ги прават, брзо ќе дојде времето кога ќе одговараат. Ќе одговараат и пред судовите и пред народот во Република Македонија. Зоран Заев и неговите камаради, олицетворени во Радмила Шекеринска, Никола Димитров, Оливер Спасовски и останатите, мора да си заминат. Државата не смее повеќе да тоне. Македонија мора да тргне напред. Македонија ќе победи. Ви благодарам.